Председателот Иванов ќе почека официјално известување од собранието дали мандатарот има поднесено програма и предлог за состав на нова влада, пошто ќе започне консултации со надлежните институции и политички партии. Ова како информација пристигна од кабинетот на Иванов, а доаѓа по најновиот развој на ситуацијата во земјава и одлуката на ДОИ да продолжи со внатре-партиските разговори околу формирањето на владата. Со оглед на истекот на утврдениот рок во членот 90 од Уставот на Република Македонија, Собранието на Република Македонија е должно да го извести председателот на Република Македонија дали мандатарот има поднесено програма и предлог за состав на нова влада. Во меѓувреме голем број експерти се со став дека уставот и законите не се доволно јасни што да се прави следно во ваква ситуација. Еден од творците на уставот, професорот Владо Поповски, вели дека има повеќе сценарија, односно дека на ниво на законот му дозволува мандатот повторно да го додели на партијата со најголем број пратеници, во случајот ВМРО ДПМН. Уставот нема решение во случај мандатор, представникот на партијата и на коалицијата на партии, кој што го добива мандатот, да не може да формира влада, натаму нема решение што. Но се подразбира од решението на Уставот на Република Македонија, прво следното, дека председателот на Република Македонија, господин Ѓорги Иванов, го испочитува комплетно Уставот со давањето на мандатот, онака како што тој се толкува и онака како што во пракса беше пресе. Имено партијата што има најголем број на пратеници. Второ, ако сега не успее ВМРО ДПМН да направи влада со едниот представник, ВМРО ДПМН со оглед на праксата може со друг представник. Например, се шпекулира имиња од што значи доколку е во можност тој вториот представник да излези со влада, тој може во едно разумно време, така, после откажувањето на сегашниот мандатор, да состави влада. На линија со Поповски е професорката Тања Каракамишева. Вели нашиот устав е недоречен и фаличен во овој дел од постапката, односно немаме понатамошна дообработка на постапката и уставни норми што ќе ја доуредат истата. Во нашиот устав, конкретно во член 90, за жал не е доречена целата уставна постапка, што натаму доколку мандатарот, првиот мандатар, не успее да состави влада, како што тоа се случи вчера на полноќ. Од тука се појавуваат разноразни толкувања и шпекулации и субјективни видувања на разни поединци експерти кои што вршат собствено толкување на уставот и прават паралели со уставни практики во други земји, како е во Хрватска, во Словенија, во Бугарија. Веднаш кажав дека тие уставни практики се добри како репер кога ќе се подготвува новиот устав, пошто очигледно нашиот устав е недоречен и фаличен во овој дел од постапката. Според многумина што ќе се случува понатаму е детерминирано од гласувањето на политичките партии, односно од нив зависи дали земјава конечно ќе излезе од политичката криза или ќе западне во нова, уште подлабока.